Значи, моментално се наоѓаме во специјалната болница за белодробни заболувања и туберкулоза, која што е правото име на нашата установа, каде што доаѓаат пациенти, рековме од целата територија на Република Македонија, и поглавно се пациенти со белодробни заболувања, срцеви заболувања и туберкулоза. Условите за лекување во нашата установа, која што е изградена 1948 година и која што е направена специјално во овакви услови на зеленило, а сепак на ниска надморска височина од 320 метри, заради тоа што високите, многу големи висини не одговараат на нашите пациенти, туку ниска надморска висина, каде што има богата концентрација на кислород, за да можат да се осеќаат по-пријатно. Значи, покрај терапијата, еден дел од терапијата и воздушната бања, мирот и тишината кои што се наоѓаат во нашата болница, како и квалитетот и количината на храна која што им ја даваме, зашто тие пациенти примаат големи количини на лекови кои што се токсични, за црниот дроб, за нервите, за очите, добиваат квалитетна протеинска храна, витаминска терапија и терапија со мир и со чист воздух. Доаѓањето во нашата установа веднаш подразбира преземање на сите мерки за испитување, понатамошно за точно утврдување на диагнозата за туберкулоза, со гледање на исплувок, значи под микроскоп, засадуваме култура од исплувокот во нашата лабораторија а исто така правиме и рентгенска графија, клиничкото искуство, сето тоа за брзо, за ден-два, доведува до поставување на диагнозата, а веднаш по поставувањето на диагнозата почнуваме и со терапијата. Терапијата на туберкулозата е унифицирана во цел свет, зашто постојат само неколку вида, 4-5 вида туберкулостатици, така се викаат, значи, лековите за туберкулоза, кои што се користат во било која земја на светот. Кај нас се користат во нашата болница лекови кои што се донирани од Светската здравствена организација преку Глобалниот фонд и во соработка со Институтот за туберкулоза и белодробни заболувања во Скопје. И со тие лекови кои што се од врвен квалитет, едноставно можам да кажам дека гарантираме дека многу брзо ќе дојде до излекување на пациентот. Значи, лекувањето трае минимум 2 месеци во болнички услови, ги советуваме, не се задолжителни болничките денови, меѓутоа во разговор со пациентот најчесто доаѓаме до соработка и им кажуваме дека повторувањето на болеста во услови на болница и во домашни услови е многу значително помало. Освен тоа, лекувањето во болница значи и контрола на оштетувањата, бидејќи се пијат големи количини на лекови, прават многу често оштетување на црниот дроб, оштетување на нервите, на видот и сите тие несакани ефекти од лековите ги држиме под контрола. Така да, многу во најголем број случаи, реков, имаме соработка и успешно ги минеме првите 2 најтешки месеци од лекувањето. Потоа пациентите продолжуваат во домашно лекување уште 4 месеци со намалена терапија на 2 лека, од 4 на 2, и ги преземаат локалните матичните диспанзери и се под нивна контрола. Лекувањето завршува после 6 месеци и најчесто доколку се применува успешно, правилно, протоколарно, не сме имале или многу ретко имало повторување на болест. Затоа препорачувам секој што е болен од оваа болест да ги почитува овие совети и првите месец-два да биде лекувањето во болнички услови. Без страв, без срам. Кампања за дестигматизација, информирање и подигање на свеста за туберкулозата.